По цели 3 децении конечно започна пробивање и доизградба на булеварот Борис Трајковски. Веќе 2 недели багерите се на терен, а трасата е пробиена 90%. Проектот за кој се издвоени 2 милиони евра треба да резултира со целосно нов коловоз, долг 1 километар. Во овој километар опфаќа нова атмосферска канализација, пешачко-велосипедски патеки и пред се безбеден коловоз, бидејќи ова место во минатото знаеше да важи за една од црните точки во овој регион на градот Скопје. Откако ќе се постави неопходната инфраструктура, ќе започне и поставување на 2 слои асфалт. Ќе следи завршен слој на трет слој на асфалт, кој што ќе го опфати делот од кружниот тек пред влезот на Драчево до Пинтија или поточно 2 километри, бидејќи едната половина е оставена во минатото во состојба да нема завршен слој. Коловозот е од особено значење бидејќи поврзува над 100.000 граѓани од Драчево, Зелениково и Студеничани. Според договорните рокови треба да биде готов пред Нова година, но градоначалникот е оптимист дека тоа ќе се случи и порано. Паралелно со булеварот Борис Трајковски, градежна офанзива има и кај Момин поток, проект кој што се влече уште од 2021 година поради нерешено имотно-правни односи. Сега Ѓоргиевски тврди дека проблемите се решени, а делницата треба да биде финализирана оваа година. Освен градежна офанзива, градските власти најавуваат и заселување на комуналната. За 2 недели од сега треба да стигнат нови 2600 контейнери, кои треба да го решат проблемот што на одредени локации каде се потребни 6, има само 1. Ѓоргиевски најави дека ќе стигнат и 40 нови камиони за потребите на градот. Габриела Лескова, Сител телевизија.